Докторе, што ве релаксира најмногу? По последно време, не последно, али последниве месеци дефинитивно возење во мотори. Таа една таква слобода ми дава, не знам, не можам да ја дефинирам. Ветеров, звукот, така да нема вечер да не излезам да провозам малку. Мислам онака баш мислам дека се препородив, некако најдов пасија која што мислам дека ми одговара. Да. Тоа е чувството со природата, спојување на некој начин. Тоа не само природа, мислам дека тој филинг адреналински зависен. Интересно е што како стареам тој адреналин се поише некако ми треба изгледа. Не знам дали со години виде, али мислам дека моториве дефинитивно ми влегува онака под кожа што е. Носите часовник. Колку е битно времето за вас? Часовници имам одавна. Имам пасија посебна спрема часовници. Баш ги сакам онака да ги имам. Последниот и тој интересно е на филозофска. Купувам последниот часовник и ја као викам си го купувам као за себе. И он ми вика тој е единствен продукт вика кој што не го купуваш, туку го предаваш. И ми се свиѓаше онака како концепција. Времето е навистина како проаѓа време, како се поише ми се зголемуваат врските, времето ми станува најскапо нешто што можам да го имам. Часовниците сами ги одбирате. А парфемите, дали сами ли ви треба помош од саканата? Па не, начесто со години Бос користев. Сега последен поклон добив Armani Code, така да ми се засвиѓа. Некако мислам дека понатака баш би го користел. Ми се засвиѓа како мириса, али по принцип секогаш сум сакал добри парфеми. Некој посебно не ги сакам оние сладуњави, повише ги сакам оние што викам ја Бос тип на парфеми. Кога имате време за релаксирање, имате ли некоја посебна музика што ја слушате? Музика ми е баш онака, не можам мислам без музика, некако баш ја уважавам. Последно време джезов некако ми е некако се повеќе почнувам. Не сум го сакал никогаш, али последниве години некако кога да почнав да ми влегува и тоа под кожа, ме смирува. Sting ми е онака фаворит со YouTube, ги сакам уште од деца нив. Но претежно музика, ја не знам, имам она кои ќе ми кажат што тип на музика слушаш, не повеќе и на други емисии кои сум бил, значи буквално мислам дека се адаптирам во условите. Значи е нормално ако си на свадба нема джез да слушаш. Значи едноставно ја сакам и македонска музика, ги сакам и странска, италијанска музика доста сакам. Така да мислам дека нешто изричито конкретно ми е во последно време што джезов ми е некако така. Која ви е најомилена гардероба? Може би мантилот? Гардероба, да ви кажам искрено, периоди имав, кога бев помлад, некако јако вас вако дело и машни идев на работа. И некако како од кога почна повеќе со американци да се дружам со кардиохирургија, некако гледам се повеќе да сум онака порелаксиран. Мантил, по принцип, ретко носам, не од аспект на тоа дека не треба да се носи, од тоа што, бидејќи работам со деца, поедноставен и полесен ми е пристапот кога немам мантил на себе. Не плачат, можам полесно да ги прегледам и така да по принцип посакам овој стил. Сега на мене што го гледате, така сум некако порелаксиран, некако повеќе на тоа последно време гардеробата ми е насочена на порелаксирана гардероба. Освен на официјални, бидејќи емисија, не, мислам, ја можев и ја дело да ставам, али немаше биде моментот тој. Така да баш така порелаксиран. Кои работи се битни за вас во текот на денот? Што би одвоиле? Утринско кафе ми е онака баш прво нешто што го правам са бајле. Второто кафе кој ќе стигнам на работа пред да имаме официјален состанок и пред визита. Така да тие ми се онака примарно нешто што знам дека мислам дека не можам да профункционирам без утринско кафе док не се напијам, дали тоа со години и на клиника која работев исто беше таа, секоја са бајле беше кафињава. Гледам тоа што ви кажав, гледам обавезно секое слободно време у денот да го поминам со Малиов, со син ми, така да тоа ми е онака као таргет кој ќе завршам со све сите обврски што ги имам официјално со него да го поминам тој период док не си легне. И ја мислам дека ми се неизбежни средбите со двајца другари кои што сум цело време со нив. Значи буквално сме као на сеанси, така да гледаме еден ден немаме промашено. Така да тие се вака глобала моментално работи кои што мислам дека секој ден ги правам и не можам без нив. Да, другарите секако дека се важни во вашиот живот. Имате ли омилени места? Па зависи, имаме повеќе. Немаме никој ограничување, зависи. Еден од другариве постеше, па моравме да идеме по места кај што има таква храна, пример. Сега моментално.
Иначе, овие градскиве култниве кафани ги сакаме да ги проаѓаме, кафичи исто така, немам нешто конкретно вако, зависи од моментално расположение, каде можеме полесно да се паркираме, каде можеме полесно да стигнеме, значи некако како старееме сме попрагматични во однос на тоа, каде има помалку гужва, каде има помалку гласна музика, така да правиме некои комбинации. Докторе, што им недостасува на современите мажи? Мислам дека морал и етиката се е најбитното моментот што треба. Мислам дали овој, кој што спомнавте преска, овој брз ритам на живот, овие изгубени морално-етички вредности од државата, не знам кој се тоа придонесува, еве со години се бориме со тие работи, значи респектот, почитувањето, времето да ти го цени некој. Дали мажите се подржуваат меѓу себе? Јас сум искрено среќен дека имам другари кои што се прави мажи, кои што навистина мислам дека меѓу себе си се знаеме, си ги знаеме сите своји мани, си ги знаеме сите своји доблести, си се подржуваме меѓу себе. Вашите успеси ви беа постојано ветер во грб. Дали некогаш ви представува и кочница? Ама ветерот у грб е тоа, знаете како е, малку е контрадикторно, што повеќе горе се посилен ветеров. И јас стално викам, мој многу добар другар го кажува, вика, треба да се понашаш како Авакс. Лета на 20.000 метра, ракетиве стигаат до 10, се спуштиш ли на 10 ќе те срушат. Многу, мислам, овие, сега како си правам рекапитулар на целиот мој професионален живот, можам да кажам, навистина имаше големи падови, можност да се откажеш и 100 пати сум сакал да се откажам, па пак продолжуваш. Навистина една голема борба да сега мислам дека го најдовме, прв пат имаме своја куќа која што тоа што со години го правевме треба да вроди со плод. Мислам за сите деца во нашата држава. И мислам дека сега се зимаат оние плодови од тоа све ова што помена овие, што викате вие, тој ветар, иако идеше најчесто у контраправец, не идеше у грб толку, али големата слика на крај е дека навистина има сега светло на тунелот кој што мислам дека на крај ќе вроди со плод.